χάσαμε με την Επανάσταση στην Ελλάδα. Го изгубивме востанието во Грција, но ја добивме Македонија. Тоа е едно невообичаено, антипартиско и антикомунистичко размислување и делување, кое нема да влијае и не може да има. Јас бев во центарот на вриењето на овие настани во Македонија. Македонија никогаш не беше во опасност од соседите. Ако се мисли на Југославија, јас никогаш не се искажав и за таков проблем ние не се судривме, освен од глупоста на Илија Димовски Гоце со неколку борци на Елас. Такви размислувања кои денес се појавуваат го провоцираат грчкото движење, но и грчкото раководство за кое постоеше сомневање и продолжува да постои, дека иако грешките постоеа, но постоеше и свесното делување, а тие действувања има и свесна намера. Како го оценувате ставот на партијата кон македонското национално прашање и учеството на македонците во грчката граѓанска војна? Οι θέσεις του ΚΚΕ για το Σλαβομακεδόνικο. Позицијата на КПГ за славомакедонскиот проблем, како што и вие знаете, помина низ повеќе етапи. Првата етапа, како што се појави, беше единствена и независна Македонија во рамките на Балканска федерација. Период, да кажеме, до 1926 година, до кога партијата ја имаше оваа парола и се соочи со оваа последица, кога раководството на партијата беше затворено. И така натаму. Во продолжение се промени паролата, ставот за рамноправност и така натаму. Како што се покажа, тоа беше точен став за славомакедонското малцинство во Грција, во Грчка Македонија, како и за другите малцинства што живеат, како турското малцинство. Сега, учеството на славомакедонскиот народ во борбата што ја водеше Грција за време на окупацијата беше целосно. Славомакедонците со илјадници вооружени борци учествуваа во движењето на отпорот Еам Елас и во врска со нивниот број има значително учество и жртви. Може би да се каже и беа први во борбата, многу повеќе во демократската армија. Со една аналогија од 1/4 учество на славомакедонскиот елемент во оваа војна. Со моите пресметки, но и на други, нивната бројка стигнува до 10, 12, 13 илјади борци кои учествуваа во борбата. Се разбира без тука да ги пресметаме илјадниците оние кои ги напуштија своите домови и бегалците. И како доказ неколкуте илјадници од нив кои се наоѓаат во Социјалистичка република Македонија. Природно, грешките, слабостите и негативните промени на линијата на партијата кон македонското прашање се појавија, дури и сериозни во некои околности, што може да предизвика огорченост во овој случај, а и неправда. Σύντροφε Μάρκο, η γραμμή του κόμματος κάνει... Како што е познато, македонците единствениот сојузник кој го имаа во Грција беа комунистите. Денес тие, едните и другите, не зборуваат воопшто за нивните права. Како гледате на овој проблем? Είναι ένα τεράστιο λάθος. Тоа е една огромна грешка, голема грешка, дури и без принципи, зашто или требаше да го сменат ставот на партијата носителите и на двете партии, зашто ставот за слабомакедонското малцинство се запоставува, или треба да го променат овој став и да прифатат тоа што денес го изјавува владата, како што се случи на една дискусија во собранието, дека постои една нехомогеност во населението или разноликост, како што кажа еден министер. КПГ сметаше за должност да се ограничи и да каже дека границите на Грција се свети и непроменливи, без да зборува за конкретниот проблем, зашто станува збор за продавање на Македонија, без да го одреди проблемот дека на вистина таму постои едно македонско малцинство, славо македонско. Но територијални аспирации од нашите соседи не постоеа, односно од Југославија, бидејќи постојат договори на државно ниво. Ја добивме Македонија, да, но за кого ја добивме, тоа не го кажуваат. За англискиот и американскиот империализам, за грчката буржуазија. Έχετε δίκιο. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα στο ζήτημα αυτό
Денес, на пример, бугарите не го признаваат македонското малцинство и велат дека не само што не постои, туку воопшто не ја признаваат и Социјалистичка република Македонија, но зачудува што и СССР и другите социјалистички држави го признаваат постоењето на македонскиот народ. Тоа произлегува само од раководството на КПБ. Αυτό προέρχεται μόνο από την ηγεσία του ΚΚΠ Βουλγαρίας. Η ύπαρξη μιας μειονότητας. Постоењето на едно било какво малцинство во границите на една држава, еден друг етникум, не е прашање на расположението. Дали тоа го сакам јас или некој друг, тоа е еден вековен процес кој се формира со јазикот, традицијата и така натаму. И од моментот на постоењето на ова малцинство и во Бугарија е признаено на партиско и државно ниво, се додека живееше Димитров. А и потоа, денес се нејасни причините за ова негирање на бугарското раководство, да не прифаќа дека постои такво малцинство. Точно е дека тоа создава проблеми на Балканот. И за Грција од овој аспект станува покомплицирано во овој момент, затоа што и помогна на Бугарија да има овој став. Мени останува ништо друго, освен да се надеваме дека овие другари не се во право, зашто ова малцинство постои и кое веќе го признаваме.